Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Избрани записи на ветениот Месија. Оваа книга содржи одбрани изерки на ветениот Месија и Махдија, Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана алейхиселам, на разни исламски теми, за Божиот третман кон луѓето кои му се верни, за мисијата на ветениот Месија, потоа за лошото мислење за другите, за објавата, за жртвувањето на Божиот пат, джихад, за животот после смртта, за душата, за вистинската природа на гогите и магогите и така натаму. कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा, कुरान दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा. Целите за основање на возвишениот джемаат и совети. О, пријатели мои, кои припаѓате на мојата заедница, на нас и на вас Бог да ни овозможи да работиме такви работи кои него ќе го задоволат. Денес вие сте малубројни и кон вас се постапува со презир. Врз вас е едно доба на проба кон Божиот суннет од старите времиња. Од сите страни ќе се трудат да ве ослабат. На секој начин ќе бидете вознемирувани и ќе морате да слушате секакви говори. Секој од нив што ќе ви задева мака со својот јазик или со својата рака, тоа ќе го прави со мисла дека тоа го работи во служба на исламот. ले तो नजर से आंखें करूंगी रोशन. Исто така, некои проби ќе ви се случат од небото, така да бидете испробани на секој начин. Затоа слушајте сега, за вас патот до победата не е во правец на чистата логика, која можете да ја употребите, или да вратите на исмејувањето со исмевање, или да вратите на пцостите со пцости, бидејќи ако ги прифатите ваквите начини, вашите срца ќе станат тврди и кај вас ќе останат само зборови кои се мошни од Бог, ги мрази и на нив гледа со презир. Не постапувајте така да не навлечете во себе две проклетства, првото од луѓето и второто Божјото проклетство. Немојте да мислите дека Бог ќе дозволи да пропаднете. Вие сте едно семе засадено од неговата рака на земјата, а Бог вели дека ова семе ќе расте и цвета, неговите гранки ќе се развиваат во сите насоки и ќе биде големо дрво. Затоа, благословен е оној кој има вистинско верување во Божјата реч и не се плаши од искушенијата и неволите на тој пат. Бидејќи искушенијата и неволите мора да дојдат за Бог да ги разбере, оние помеѓу вас, кои се искрени во својата заклетва, баијатот, и оние кои се лажни. को सिखा दे कुरान, हर दुख की ये दवा हो, हर दर्द का हो चारा. कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. А оној кој ослабне, кога ќе се соочи со искушенијата, нема ни најмалку да му наштети на Бога. Несреќите ќе го водат во джехеннемот и за него би било подобро воопшто да не бил роден. Но сите оние кои до крајот го имаат сабурот, и ако за нив земјата се тресе од тешкотии и големи несреќи, и други народи ги исмејуваат и се подигруваат со нив, и ако светот покаже голема омраза кон нив, тие конечно ќе бидат победници и сите врати на Божите благослови ќе бидат отворени за нив. Обраќајќи ми се, Бог рече дека на својата заедница треба да и го најавам следното: оние кои веруваат со такво верување, кое не е помешано со овоземски мотиви и кој е ослободено од лицемерие и кукавичлук, и верување кое не покажува никаков степен на непослушност, тие на Бог му се најмили. И Аллах рекол дека тие се оние чии чекори се вистините. Не убивајте ја вистината упорно, држејќи се до неправдата. Прифатете ја вистината, дури и ако од дете ја примате. Слично, кога видите дека вашиот непријател е во право, веднаш напуштете ја својата празна логика.
Цврсто држете се до вистината и сведочете вистинито. Сетете се како возвишениот Бог ве предупредува. Ова значи, чувајте се од нечистотијата на киповите и од лагите, тоа не е помал грев од идолопоклонството. Било која работа да ги оттргнува вашите лица од правата вистина, тоа е идол на вашиот пат. Сведочете вистинито, дури и ако тоа биде против вашите татковци или браќа или пријатели. Било кое непријателство не треба да ве оттргне од правдата. Не бидете шкрти еден кон друг, не покажувајте гнев, не бидете љубоморни и не бидете со студено срце. Станете едно, сплотете се. Честниот Куран има две големи наредби. Првата е тевхид, Божјото единство, љубов и послушност кон него. Нека е возвишено неговото име. हर दर्द का हो चारा दिल में हो मेरे ईमां सीने में नूर फुरका बन जाओ फिर तो सचमुच में Втората е однесувајте се со сочувство кон своите браќа и кон човештвото. Прифатете ја вистината. Тој гледа какви се вашите срца. Дали човекот може било кога него да го измами? Дали може лукавството да биде од било каква корист пред него? Ако сакате Бог на небесата да биде задоволен со вас, бидете такви меѓу себе, како да сте два брата од иста мајка. Богобојазен е оној помеѓу вас, кој највеќе ги простува престапите на својот брат, а несреќен е оној кој останува тврдоглав и не простува. Тој нема ништо со мене. Постојано бидете во голем страв од проклетството Божјо, бидејќи тој е возвишениот, оној кој возвраќа. Грешниот не може да ја постигне неговата блискост. Никој кој е горделив не може да ја постигне неговата блискост, ниту насилникот, ниту оној кој ја крши довербата, ниту било кој не го брани неговото име. Оние што паднат на овоземските придобивки, како што кучињата, мравките и лешинарите паѓаат на мршата, оние кои единствено бараат удобност во својот живот, тие не може да добијат блискост од Бога. Секое нечисто око е оддалечено од него. Секое нечисто срце останува небрежно кон него. Оној кој е во оган поради него, ќе биде спасен од огнот. Оној кој плаче поради него, тој ќе се радува. Оној кој се откине од овој свет во неговото име, ќе го најде. Со најдлабока искреност, со непоколеблива сила станете му пријател на Бог, така тој на ист начин да стане ваш пријател. Покажете милост кон своите подчинети, бидете благи кон своите жени и кон своите сиромашни браќа, така за вас да има милост на небото. Станете реално и вистински негови, за тој исто така да биде ваш. Затоа слушајте, о вие сите луѓе, кои себе си се сметате за членови на мојот џемаат. Вие од Бог ќе бидете сметани за членови на мојот џемаат, кога вистински ќе почнете да одите напред по патот на богобојазноста. Своите 5 задолжителни намази правете ги со таква концентрација и стравопочит во себе, како да го гледате Бога. Со полна искреност деновите на пост исполнете ги во името на Бога. Секој од вас кој е обврзан да плати зекат, треба да го плати. Оние за кои аджилокот станал задолжителен, пред кои не стојат никакви препреки на тој пат, треба да извршат хаџ. Правете добродетелство со убавина, напуштете го злото со омрза. दिल में हो मेरे ईमां सीने में नूर फुरका बन जाओ फिर तो सचमुच में आसमां का तारा या रब. Добро запомнете, сигурно е дека ниедно дело не може да стигне до Бога ако е без таква богобојазност. Коренот на секое добродетелство е таквата, стравот од Бога.
И ако во било кое дело овој корен не е изгубен, тоа дело исто така нема да биде изгубено. Најдобро е да бидете испробани така што ќе бидете ставени на разни маки и невојли, онака како што верниците пред вас биле испробувани. Затоа бидете внимателни да не ослабите. Земјата не може да ви нанесе никаква штета ако имате цврст однос со небото. Кога и да направите било каква штета, тоа ќе биде само од вашите раце, а не од душманските раце. Ако изгубите секаква почит на земјата, Бог ќе ви даде вечна почит на небото. Затоа не пропуштајте го. Потребно е да бидете прогонувани на разни начини и да ви бидатускратени многу ваши надежи, но во вакви случаи не тагувајте, бидејќи вашиот Господар ве става во искушение, за да испита дали сте или не сте цврсто на неговиот пат. Ако сакате мелеците да ве фалат на небото, тогаш примете ги ударите и бидете среќни. Слушнете ја навредата и останете благодарни. Гледајте го неуспехот, но не прекинувајте го односот со него. अल्लाह मियाँ का खत है जो मेरे नाम आया, उस्तान जी पढ़ाओ जल्दी मुझे। Вие сте последниот Божји џемаат. Правете дела кои достигнуваат совршенство. Јас го советувам мојот џемаат да се чува од горделивоста, затоа што горделивоста е многу омразена во очите на Бога, Господарот на славата. Може би вие не сваќате во потполност што е горделивост, затоа тоа разберете го од мене, бидејќи јас зборувам со Духот Божји. Секој кој со понижување постапува кон својот брат, затоа што мисли дека е повеќе учен, помудар или постручен од него, тој е горделив. Тој е горделив затоа што наместо да смета дека Бог е изворот на сите мудрости и издаења, тој себе си се смета за некој. Зарем Бог нема моќ да го направи луд и наместо тоа поголемо знаење, мудрост и стручност да му подари на неговиот брат, кого тој го сметал за помалку вреден? Исто така горделив е оној кој својот брат го смета за понизок поради својот имот и големина. Тој е горделив затоа што го заборавил фактот дека овој имот и големина му биле дадени од Бога. Тој е слеп и не знае дека Бог има моќ да го погоди со таква несреќа, како одеднаш да бил фрлен пониско од најниските, а на неговиот брат, кој го сметал за низок, да му даде поголемо богатство. Потоа горделива е личноста, која се гордее со своето одлично телесно здравје, или со својата убавина, или со добриот изглед, или со силата и влијанието, и посмешливо прави шега со својот брат, го задева и му се обраќа со поградни имиња, и ги огласува неговите мани пред луѓето. Тоа е така затоа што тој не е свесен за Бог кој може одеднаш да му даде такви телесни мани, кои можат да го направат многу полош од неговиот брат. Грижејќи се за другите и за прочистувањето на своите души, треба да го земете делот на Рухул Кудус, Светиот Дух. Без овој возвишен дух, Рухул Кудус, не може да се постигне вистинска богобојазливост. Во потполност напуштете ги себичните желби и за Божјото задоволство прифатете го тој пат, од кој нема потесен пат. Немојте да бидете заведени од овоземските уживања, бидејќи тие го одведуваат човекот од Бога. И поради Бог прифатете го животот на горчината. Болката со која Аллах е задоволен е подобра од задоволствата кои ја предизвикуваат неговата лутина. И поразот со кој Аллах е задоволен е подобар од победата која го навлекува неговиот гнев. Напуштете ја љубовта која ве доведува близу до Аллаховиот гнев. Ако му пристапите со чисто срце, тогаш тој ќе ви помогне на сите ваши патишта и ниеден непријател нема да ви наштети. Либасу тальва, облека таква богобојазност, е израз од честниот Куран. Ова укажува дека духовната убавина и духовниот украс единствено можат да се постигнат низ таква. А таква значи дека човекот со сите своји можности треба да ги исполни сите своји аманети и ветувања кон Бога
и исто така сите своји аманети и ветувања кон другите суштества, до најситните нешта. दिल में हो मेरे ईमान, सीने में नूर फुरकान, बन जाओ फिर तो सचमुच मैं आसमां का तारा। या रब तू रहम करके हमको सिखा दे कुरान, हर दुख की ये दवा हो, हर दर्द का हो चारा। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा, कुरान दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा, कुरान है सहारा। Денес го завршивме 5-тиот дел Од книгата Избрани записи на ветениот Месија. Еселаму алейкум.